Министре, која е причината што имаме десетици бегства минатата година? Па, ако ги погледате статистиките во изминатите години и минатата година, ќе видите дека се дури помалку од тоа што биле претходно. Причини има многу. Зошто тоа се случува, а треба да се бараат во одлуките кои што се носат и во судовите и во обвинителствата. Министерството за внатрешни работи не е орган кој што спроведува истраги, ниту е орган кој што носи судски одлуки. Ние само спроведуваме одлуки, наредби кои што ќе ни дадат судовите и обвинителствата. Па вие впрочем сте сведоци дека дел од обвинителите најавуваат, односно изјавија дека МВР е поможен орган на обвинителството. Јас тоа се согласувам, го потврдувам пред македонската јавност и проценките за тоа кое лице може да се даде во бегство, кои се причините заради кои што може да ја напушти Република Македонија, треба да ги прават органите кои што се задолжени за тоа, а ние да помагаме и да реализираме во делот на тоа што тие ќе го донесат како одлука. Има ли каде се Груевски, Бошковски, Јетон Луша, Појминовски, Секуловски? Има многу драги, ние за дел од нив знаеме точно каде се, и македонската јавност знае. Меѓутоа сите барања кои што се од обвинителството се доставени до обвинителството и на тие прашања ќе одговарат обвинителите. Одговорноста каде ќе се бара? Ќе одговари ли впрочем некој за сето ова, бидејќи тоа се... Јавното обвинителство ќе го каже. Таму кај што ќе се констатираат пропусти, не дали ќе одговараат. Треба да има одговорност во секој поглед, за да знаеме каде имаме пропусти во системот кои што овозможувале вакви постапки. На крајот од криштата, после сите анализи кои што ги направат, ќе ги соопштат и е добро да имаме и одговорност. Како постапувате вие во случај кога има бегство? Кои се мерките што ги преземате понатаму? Кога има такви случаи, се постапува исто, како што ви кажав, врз основа на наредбите кои што ќе дадат јавниот обвинител и судот.